Нашето училище доби проект од Erasmus Plus програмата и Националната агенција за образовни програми и мобилност. Носител на проектот е училиште од Италија. Ние се вклучуваме како партнери во проектот заедно со училиштата од Турција, од Италија, Германија, Македонија и Унгарија. Ние одржавме една координативна средба во Италија, која што се одржа во месец ноември. Сега наред е средбата да се одржи во нашето училиште во Република Македонија. Гостите доаѓаат на 6, значи учесници ќе бидат представниците на сите земји кои што се во проектот. Средбата ќе се одржи на 6, започнува на 6, па ќе трае 5 дена, значи од 6 до 11 ќе бидат присутни сите представници од Македонија, Италија, Турција, Германија и Унгарија. Подготовките се во тек. Проектот, насловот на проектот е Сагите во Европа, така да и нашето училиште ќе се представи со македонска сага заедно со останатите. Подготовките се во тек, како што кажав, изработуваме хамери посебно за секоја држава со нивните традиционални храни, носи, фолклор, традиција, познати личности и тоа.
почна второто полугодие 2016-2017 година? Со кои активности почнувате? Па ние следиме нашата програма. Значи си тече програмата според, односно часовите според предвидената програма. Се реализират сите наставни и воннаставни активности. Еве, видовте, работиме со нашите секции по биологија, по хемија, по природни науки. На тој начин учениците ги збогатуваат и надоградуваат знањата што ги истекнуваат на редовната настава. Така, како би се одбива еден час? Значи, што се предава, што се учат ученици? Така, па сега во зависност од програмата и во зависност од предметот, часовите се различни, се трудиме ние да применуваме нови техники, нови форми, нови методи на работа, се со цел на учениците да им биде програмата полесна, прифатлива, поинтересна. Користиме, применуваме ИКТ технологија, значи и други форми и методи. Избегнуваме веќе, го надменуваме тој класичен пристап и значи настава само со табла и со креда, повеќе не, повеќе со активна настава и вклучување, значи активно вклучување на учениците во тој образовен процес. Има ли практична настава? Се разбира, особено предметите биологија и хемија, особено хемијата, значи само теоријата без пракса во хемијата не оди, значи учениците сето тоа што едноставно го учиме, практично го применуваме преку различни истражувања, обиди, експерименти и така натаму. Има ли интерес кај учениците да се вклучат во секциите од вашите предмети? Така, па секако дека има, тоа се интересни предмети, интересни содржини и интересот е голем. Учениците активно работат, поголем дел од нив, значи ги сакаат овие предмети, тие се природни науки, интересни, достапни за нив и така да активно се вклучуваат во сите проекти што ги спроведуваме во училиштето.